Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Темата на денешната пресконференција е слепата улица и блокадата која нашата држава ја има од источниот сосед. Но дозволете, денес гледам дека владата на 107-миот ден всушност одбележува 100 дена од новата влада. Поточно, како што каснат во све, така задоцнеа и со оваа нивна, би рекол, шарена промоција. Но ќе ми дозволите пред да се фокусирам на главната тема да кажам збор-два за овие 100 дена, иако главната пресконференција имавме пред неколку дена. Денес видовме пресконференција која треба да влезе во учебниците за тоа како изгледаат лажните вести. Или народски да се изјаснам, млатење празна слама. Ова се најлошите 100 дена на било која влада досега, од која што може да се запаметат само загуби. 100 дена влада на постојани загуби. За само 100 дена добивме вето на патот кон Европската Унија. Влеговме во економска рецесија, пропадна банка, втор тат, афера тешка 200 милиони евра, поскапе електричната енергија за домакинствата. За жал, 1400 наши сограѓани во овие 100 дена го загубија својот живот од пандемијата поради акутната неспособност во здравството. И повеќе од 2000 од денеска. Во Македонија сумира поради тоа што здравствениот систем е отруен од инфицирачка неспособност да се менеджира со него. Заслуга на владата е првото место за криминал во Европа. За чудувачки и за препастувачки криминал. И не мора јас да ви кажам колку се лоши овие 100 дена, секој од вас нека си го постави прашањето кој проект или мерка изградија и завршија Зоран Заев, со која направи вие да живеете подобро. Одговорот е јасен, нема такви. Гледам дека им пречи што критикуваме во првите 100 дена. Велат, немаме мирни 100 дена. Но треба да се знае дека ова не е нова влада. Туку Заев ни одзема речиси 4 години од нашите животи. Со најлошите 100 дена, а од сите нас, од сите вас зависи колку ќе му дадеме можност да продолжиме да губиме. Таква голема загуба и ветото од кај нашиот источен сосед падна во вода сите лаги на власта дека Зоран Заев ќе обезбедил европска достоинствена иднина. Но на што е загрижувачки е што постои хазардерската игра на Зоран Заев со идентитетот, историјата, јазикот. Човекот игра и губи со нашите вредности обележја. Внимавајте, он игра all in со вас и со вашите животи. Војува и губи со туги синови. Но не ни треба доказ дека ги стави на маса идентитетските обележја, туку едноставно е доволно човек да остане фокусиран 30 на минути и да го проследи она интервју кој што го даде за медиум од кај нашиот источен сосед. Но ова што е загрижувачки е што продолжува со коцкањето. Го избра за специјален представник својот еквивалент Владо Бучковски. Од медиумите дознавме дека на бугарската страна било понудено решение вклучено во еден и содржано во еден non-paper документ. Досега во јавноста таквиот документ не се објави и покрај тоа што треба да му веруваме на Зоран Заев и Бучковски дека дал гаранција дека немаме територијални претензии, нешто што државава го прави по трет и веќе станува понижувачки. Ние немаме информации што содржи понудата на Заев и неговиот non-paper. А се неки според дарежливоста на Заев, за коцкање со тугите интереси, можеме само да замислиме што се содржи овој документ. Втората работа, што е исто така значајна, Зоран Заев призна дека бугарскиот премиер лобирал за решавање на македонско-грчкиот спор. И од тука не слушнавме никаква, ама буквално никаква реакција од кај нашиот источен сосед, дали ова точно и дали ова представува флагрантно мешање во внатрешните работи на туѓа држава. Значи, за македонскиот премиер не е пречка што друг премиер се вклучува во внатрешните работи на други земји. Но проблем е што опозицијата и сите релевантни фактори во земјава се држат на страна кога станува збор за спорот со Бугарија. Да потсетам, Зоран Заев не смета дека е потребно дури на лидерска средба да објасни што и како преговарал. А на маса идентитетот директно. Самите историчари од Бугарија признаа дека се разговарало за придавката македонски. Трето, пред 3 дена соопштив дека Бојко Борисов директно ми призна дека Зоран Заев му ветувал многу работи само да дојде до премиерското место.
Од страна на власта, молк. Од страна на Зоран Заев, молк. Но затоа, она што можеме да го забележиме изминативе неколку дена е аквизицијата на компанијата која што е инвеститор во рудникот Иловица. Се сеќавате оној истиот рудник Иловица на кој што Зоран Заев им ветуваше на жителите таму дека нема шанса да биде рестартиран или отворен. Имаме премиер со концесии. Најважно е која е алтернативата која ја нудат, откако државата ја внесува во слепа улица. Но внимавајте, алтернатива со сочувани достоинство, чест, честитост, идентитет и гордост. Кој е нивниот план да ја развиваат Македонија или ќе се помират со тоа да останеме во чекалницата? Македонија заслужува европска иднина, а не години поминати во чекање. Изгубивме многу и продолжуваме да губиме. Заев и Димитров се тандемот кој ветуваа европска иднина, распродадоа се што можеше да се распродаде овие 4 години од гордоста и она малку што остана сакаат и тргуваат со него, а всушност гледаме дека не доведоа до ќорсокак. За ова мора да се понесе одговорност. Имаме повеќе чекори кои ќе водат кон рушење на владата, која е без легитимитет. Но првиот ќе биде поднесување на интерпелација за Димитров во собранието. Има да одговорат на прашањата кои целата јавност ги поставува. Доста е за загубите кои се колективни поради нивната неспособност. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете ви стојам на располагање. Господин Мицковски, две прашања. Првото прашање ќе биде практично коментар за вчерашните локални избори кои што се одржаа пред сезонија во Штип, каде што обично имате кандидати, а сега немавте. И уште едно прашање, денеска се најави ново задолжување од 36 милиони, а се раздолжуваме 26, значи 10 одиме во плюс. Дали давате поддршка за ваквите задолжувања, имате ли информации на што се трошат овие средства? Најпрво ќе ми дозволите за првото прашање да прокоментирам. Ставот по тоа дали ќе учествуваме или не учествуваме на изборите во Штип, локалните кои што вчера се одржаа, го кажавме многу одамна и ги кажавме причините и аргументите, не би се повторувал. Но би се осврнал на она што се случуваше вчера, бидејќи тоа представуваше само една продлабочена верзија на оние мафијашки талибански избори кои што се случуваа на 15 јули. Вчера гледавме како понижени и омаловажени, излечени буквално граѓани беа носени да гласат и да пополнуваат замислен цензус некаков на двоецот Заев Николов. Имаше многу луѓе кои што финансиски мотивираа граѓани, дел се документирани. Се разбира, ако ми го поставите прашањето зошто истите не ги понесете во обвинителство, затоа што на 15 јули Министерството за внатрешни работи двајца градоначалници документираше како вршат подкуп, па до ден денеска од тие поднесени 40 пријави, вклучително и овие за двајцата градоначалници, нема ништо. Така што не очекувам дека такво нешто ќе се случи сега, така да кога ќе дојдат подобри времења и за македонското обвинителство и судство, истите тие ќе бидат документирани. Вчера гледавме како не важат законите за владеачката елита и за оние, би рекол, на луѓе кои што на нив им служат, меѓу нив можевме да видиме луѓе кои што се познати престапници на законот, осудувани во минатото за трговија со дрога, луѓе кои што се занимавале со недозволено, би рекол, разнесување на финансиски средства и за тоа барање екстремно високи камати или кај нас познати како лихвари. Гледавме луѓе кои што се би рекол со сумнителен изглед, а кои што буквално денот го поминаа во Штип разнесувајќи сериозни количини на финансиски средства. Претходно ќе ве потсетам, општините Штип и Пласница добија ворено големи средства од страна на држливата влада, која што е неспособна да ги реализира капиталните инвестиции. Исто така видовме како младите земјоделци во Штип и околината добија повеќе од 190 милиони денари грант. Државните јавни предпријатија понудија стипендии воочи изборите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и сето тоа е добро, доколку ја имаа поддршката Штипјани. Но вчера беше јасно дека ниту Заев, а ниту докторот кој што треба да ги лечи Штипјани, а во овој случај беше извор на заразата за Штипјани, ја имаат поддршката од страна на Штипјани и тоа ќе се види веќе на следните локални избори кои што ќе се случат за помалку од 10 месеци од денешниот ден. Ние како одговорна партија, нашите аргументи ги кажавме, зошто не учествуваме, но она кое што вчера се случуваше во Штип е пораз за демократијата, пораз за вредностите
и да не чуди дека критериумите за влез и отпочнување на преговорите со Европската унија не се само распродавањето на националните идентитетски одбележја, туку и нешто друго. А тоа е немањето европски вредности. Тоа Зоран Заев го покажува од избори во избори, од ден во ден. Човекот едноставно не функционира на ниво на политики, стратегија, визија и платформа, функционира на два столба. Првиот е подкуп и вториот е притисок, закани и уцени. Имаме бројни сведоштва каде што ќе ви цитирам, ќе ga испудеме женати, ќе ga испудеме керкати од работа ако не излезеш и така натаму. Нормално дел се документирани како што кажав, дел не се. Или пак дури замислете и на вработени во армијата им се заканувале со прекоманда само за да излезат да гласат, замислувајќи некаков си цензус за да покажат еве некаков си триумф. Фактот е еден, двојно помала излезеност од последните локални избори, од 68-69% во 2017-та, сега е на сила направени 34%. Бројот на гласови кои што ги освои толку фаворизираниот кандидат, најдобриот кандидат кој што СДСМ воопшто го има е за 3.500 гласа, помалку најслабиот градоначалник што некогаш би тисувал во Штип, така што отприлика тоа е реалноста. Иако денот по утрото се познава, ова ќе биде уште едно големо фиаско за СДСМ и нивните градоначалници како кадри во Штип. Второто прашање, зголемување на долгот, претпоставам на тоа мислите, за нови дополнителни 10 милиони евра. Се разбира дека ние тоа не го одобруваме, затоа што станува збор за средства кои што се земаат, претпоставувам, за да се пополни дупка во некои тековни расходи, најчесто плати, пензии или некои други дотации. А само ден претходно видовме како владата дарежливо на општините подели неколку десетици милиони евра. Па сега се поставува прашањето, толку ли мислат дека ние сме наивни, толку ли мислат дека граѓаните во оваа држава се наивни, кога 2 дена претходно, 3 дена претходно делите неколку десетици милиони евра, ако не бидам во грешка, мислам дека повеќе од 30 милиони беа, а утре, само во истиот ден, нето задолжувањето ќе го зголемите за 10 милиони евра, или би рекол, ете, за повеќе од некаде 1200 денари по семејство за само еден ден ќе се зголеми долгот. Така што продолжуваат со зголемувањето на долгот, продолжуваат со лошите политики и единствен начин практично да се застане на патот на овие погрешни политики, немањето визија, отсуството на стратегија, отсуството на квалитет е да се поразат на избори и затоа често пати јас велам да се обединиме за да можеме да ги поразиме. Во спротивно Македонија ќе продолжи да губи. Господин Мицковски, премиерот Заев рече дека владата нема вина поради блокадата од Бугарија и напротив на денешната пресконференција за 100 дена влада рекла дека опозицијата не прави ништо за да придонесе за надминување на овој спор. Тоа е едното прашање, ваш коментар. И второто прашање, Заев рече дека до крајот на овој месец дека ќе свика лидерска средба, доколку председателот Пендаровски не го направи тоа. Дали ќе одите на оваа лидерска средба и со какви барања ќе идете на оваа средба? Поврзано со вашето прво прашање, ќе потсетам дека јас уште пред неколку месеци, кога практично беше навестено ова што се случува, побарав лидерска средба. Ќе потсетам дека пред повеќе од една година побарав дефинирање на таа лидерска средба кај Стево Пендаровски на нашите црвени линии, со што ќе им се олеснеше на политичарите кои што преговараат, но и на историчарите кои што преговараат во многу нешто нивната позиција. Но вие не можете да придонесете ако го гледате председателот на владата кој што дава интервју за медиум кај нашиот источен сосед, каде што се тргува и комплетно се урнесуваат сите преговарачки позиции на државата. Вие и да правите стратегија, после тоа интервју е невозможно таа стратегија да ја имплементирате. Зошто? Затоа што гледате дека во тие 30 на минути овој човек све што вие сте изградиле урнал. И сега, ако ние сите треба да бидеме флип-флоп политичари денес утре, луѓе кои што функционираат пазарџиски наместо стратешки, тогаш за жал нема соговорник кај нас. Но доколку се одважеше и наместо цела недела буквално да дехидрира на плукање врз мене и врз опозицијата и да прифати подадена рака да организира лидерска средба, тогаш ние денеска ќе имавме можеби поинаква ситуација. Она што може да го прави опозицијата, ние како ВМРО-ДПМН го правиме, а тоа е кај нашите сестрински
партии во рамките на Европската народна партија да разговараме и да ги убедуваме за нашите позиции, за нашите, би рекол, црвени линии кога станува збор за преговорите и нашата амбиција да бидеме дел од Европската унија. Јас на неколку мои јавни настапи тоа го повторував. Но за жал повторно ќе кажам, не можам да бидам пазарџија, ниту пак да бидам политичар кој што ги менува позициите од ден на ден, ниту па да ги перам сите оние грешки кои што ги прави Зоран Заев, кога буквално ги урива сите позиции кои што со децении се креирани, затоа што кога бил во опозиција ветувал нешто што денеска ете гледаме не може да исполни. Не ја гледам улогата на Стево Пендаровски во оваа лидерска средба. Стево Пендаровски не е лидер на политичка партија. Ако е потребна поддршката на политичките партии, ние политичките партии да разговараме за нешто, тогаш се знае, треба да седнат политичките партии и да разговараат. Се знае, еве, кој е тој кој што треба да ја свика таа лидерска средба. Ние неколку пати до сега побаравме таа лидерска средба. Ако цени дека треба да седнат политичарите да разговараат на таа лидерска средба, стојам на располагање. Но еден таков формат кој што би бил организиран Стево Пендаровски нема да учествува на таква средба. Бидејќи не ја гледам улогата на Стево Пендаровски во една таква лидерска средба. Нема да учествувам на таква средба која што би дошла по иницијатива на Стево Пендаровски. Доколку седнат политичките партии и дојде на иницијатива од страна на владата, да, ќе прифатам и ќе учествувам на таква. Велески, македонска телевизија. Еве слушнаме тоа дел од моето прашање, нели владата не ја гледа вината кај себе за бугарската блокада, напротив, можеме да слушнеме деновиве и наназад неколку недели вас ве обвинуваат за работа за странски интереси. Го најавивте првиот чекор интерпелација за министерот Димитров. Кои се следните чекори на ВМРО-ДПМН во како што велите рушење на владата? Еве, јас ќе дадам одговор на вашето прашање во два дела. Првиот дел, бидејќи 3 години сум континуирано нападнат од истата таа влада, подбуцната со нивните слуги кои што во моментот се надвор од структурите на ВМРО-ДПМН или феруваат лажноражни погрешни информации за мене. Еве, нека документираат и нека покажат кои се тие би рекол центри на влијание од надвор за кои што јас сум слугувал дека сум работел против државата и така натаму, па не мора да ги спонзорираат во намерата како што тоа го прави ова лето. Еве, јас утре дента ќе заменам од овдека. Во спротивно треба да се извинат. Треба да излезат и да се извинат и речат конечно, еве, се извинуваме на Мицкоски пошто лажеме цело време дека како што не е практично карактерна особина, дека тој работел спротивно на државните интереси. Еве еден доказ, нека покажам. Затоа што говорејќи такви работи официјални лица на владата, станува збор дека тие добиваат информации од центри кои што ги плаќаат граѓаните, како што се Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и така натаму. Нека документираат еден таков случај и јас одма истиот ден сум подготвен да сносам одговорност. Во спротивно, нека се извинат, затоа што на тој начин ја девалвираат работата на сите оние професионалци и во Агенцијата за национална безбедност и во Агенцијата за разузнавање. Нека докажат, нека документираат дека е така. Во спротивно, тие се тие кои што работат спротивно на интересите. Второто суштинско прашање, дали владата, што ми го поставивте, вториот дел од вашето прашање, има суштински одговор. Дали владата чувствува одговорност зошто ние, еве, четврта година поред не сме добиле, би рекол, дата за прва меѓувладена конференција, па вие се сеќавате, имаше селфи во авионот. Потоа во парламент овој истиот Зоран Заев, како би рекол комедијант, не викаше пукнете, ама ние имаме дата за преговори. Така ли беше? Од тогаш имаме 10 пресконференции дека имаме дата за преговори. 3 години. 3 години тонеме во ова политичко наше мочуриште, 3 години убедува дека ние всушност преговараме. Само што не сме влегле. И за да денеска после 3 години истиот тој човек ни каже дека не чувствува никаква одговорност. Па што треба да се случи за да некој од тие таму околу него преземе било каква одговорност? Тоа е суштинското прашање. Зошто лажат 3 години? Оти повторно ќе се случат сега тендери, повторно пола тие тендери ќе завршат како провизии, ќе дојдат избори, ќе расеменат повторно 10, 20, 30 милиони евра и мислат на тој начин ќе ги купат и следните избори. Тоа е начинот на функционирање на овие луѓе. Треба на македонската јавност да стане јасно. Тоа е начинот како овие луѓе функционираат. Ќе соберат неколкумина проблематични луѓе кои што имаат проблем со закон, се осудувани оние што ги амнестираа пред 2-3 години, за да може да им ги растурат тие десетици милиони и така функционира. Не очекувате вие од овие луѓе стратегија, не очекувате визија, не очекувате проект.
2 милиарди евра ја задолжија државата, што направија? Еве една работа, кажете ми што ја направија. Еве денес имаше 100 дена. Што е прашањето? Зошто никој не му го постави прашањето што направи за овие 4 години? Еден капитален проект. Докаде е пругата? Докаде е автопатот кон Охрид? Докаде се експресните патишта до Паланка, до Прилеп, до Струмица? Докаде се водоводите? Кај се 500 км автопат? Што направи овој човек? Докаде, не знам, енергетските објекти? Зошто никој не го поставува тоа прашање? Зошто никој не го праша? Што направија? Освен плантажите со марихуана. Што направија за оваа држава? Срам и понижување. Ете тоа направи. И затоа треба конечно на секој еден граѓанин да му стане јасно. Или ќе се обединиме околу една цел, да паднат овие, или ќе продолжиме да губиме како држава и ќе ја празниме државата. Нема друга работа. Или е, не и. Или е. Дојдено е да биде или. Да, повелете. Огнен Чанчари, телевизија Телма. Рековте дека почнувате проект. Тргнувате да се руши оваа ненародна власт. Прв чекор е интерпелација на Димитров, така? Да. Зошто токму Димитров? Па мислам дека во овој момент најповиканото прашање е дебаклот кој што ни се случува на отворена сцена поврзано со надворешната политика. Не знам, ако нешто е поактуелно од ова, тогаш во моментов наистина ја не можам да се сетам. Па видете, затоа велиме чекор по чекор. Затоа што најпрво да ги лоцираме ресорите. Првиот ресор е меѓународната политика. Одиме понатаму здравството ќе одиме. Па да видиме политичкиот систем. И така натаму. Почекајте чекор по чекор ќе ги отвараме. Знаете, еве, не ми го поставува тоа прашање, често пати го добивам и во пораки на социјалните медии, викаат зошто ВМРО не го напушти парламентот? И зошто не го блокира парламентот? Еве, поврзано со ова што вие ми го поставувате прашање. Првиот ден кога опозицијата ќе излезе од парламентот или го напушти, првиот ден ќе помине онлайн гласањето. Првиот ден ќе помине онлайн гласањето и 4 години ќе ги гледаме овие луѓе таму. А вториот закон што ќе помине е законот за марихуана. Што мислите, зошто? Сигурно нема да поминат поголеми субвенции. Нема да поминат. Ниту циркузанти во парламентот или околу парламентот по социјални медиуми што прават атракции. Ова е суштината. Сакаме или не сакаме подобра држава? Ако сакаме, мора да ги гледаме сите работи од сега, па тоа што ќе се случува низ година-две. Ако гледаме од тука до носот, тоа е циркузанти ќе бидеме и во парламентот и на социјалните медии. Тоа е суштината. А вие сте во парламентот 4 години, ние дужиме 2 милиарди, но прашањето ми е, сакам да ја прашам, како планирате да ја смените власта, велите за секој изборен процес дека има неправилности, подкуп. За дело тоа има и докази, како што беше на референдумот, прилично нема постапки. Мислите дека на изборите на кои што ќе победите, еве да речеме дека тоа ќе бидат следните, нема да има подкуп, нема да има апсолутно, не очекувам нешто. Што ќе направите вие во таа насока ми е прашањето, што ќе се смени до тогаш за вие да може да добиете доверба? Па многу работи. Да бидат чисти избори. Многу работи ќе се сменат. Заради тоа што во Не, со Зоран Заев нема чисти избори. Со Зоран Заев нема чисти избори. Тоа да ви е јасно. Повторно ќе имаме подкуп, повторно ќе имаме притисок, повторно ќе имаме закани уцени, 5 и 6 пакет картички, се тоа ќе го има. Ворен исплати, вработувања, се не јасно. Уцени, закани, притисоци, се не јасно. И ова е влезот сега во раменката. Второто е, дозволете ни да си имаме наша стратегија и методологија да биде аутпутот и излезот. Инаку се тоа ќе се случува. И за 9 месеци денес. Затоа ни е потребна општествена поддршка и обединување. Тоа е тоа што го зборувам јас. И на тоа ќе работиме во овие 9 месеци. Инаку ништо од ова нема да изостане. Дури ќе биде засилено. Не очекуваме дека ќе се опаметиме во овие 9 месеци. Не. А знаете зошто? Затоа што нема гаранции. Како ви кон со Христијан нема договор. Нема договор за криминал. Одговорот на колешката не одговоривте со какви барања би настапила ВМРО ДПМН на лидерска средба. Па да го видиме дневниот ред најпрвен, кој ќе биде дневниот ред. Прво да се случи таа лидерска средба. Откако ќе се случи, претпоставам ќе има дневен ред таа лидерска средба и да врз основа на тој дневен ред ќе излеземе со наша позиција да го дополниме тој дневен ред ако видиме дека
дека тоа што е опфатено за таа лидерска средба ги содржи практично и барањата или не. Доколку не ги содржи, ќе предложиме дополнување на тој дневен ред. Доколку и да тоа дополнување се игнорира, нема да бидеме дел. Не планираме кловнови да бидеме и да изиграваме циркуска атракција там. Или ќе збориме за суштина, или театри не ни треба. Доста е. Доста е веќе, народот е уморен на тоа. Ви благодарам.